Добре дојдовте во петата епизода. Јас сум Ангела и денес зборуваме за стравот од промена, но не било каква промена, туку за оној момент кога животот самиот ја наветнува промената. Тогаш, кога телото повеќе не одговара со умот, кога секојдневните работи стануваат едноставно предизвик. Денес зборуваме за живот со хемипариса и како да се справиме со стравот што доаѓа со тоа. Доколку ти си оној кој што се соочува со овој проблем, познаваш некој што се соочува со проблемот или едноставно се плашиш од никакви промени, тогаш оваа епизода е за тебе. Да се потсетиме. Што е хемипаризата? Хемипаризата е состојба кај која што едната страна е ослабена или делумно парализирана. Тоа значи слаба рака, слаба нога, отежнати функции на движење, отежната рамнотежа, изгубена фина моторика. Хемипаризата најчесто се јавува како повреда на мозокот, мозочен удар или некои невролошки болести. Најтешката состојба кај хемипаризата може би не она физичкото, она што го гледаме, туку самата промена. Промената на темпото, на секојдневните навики, на начинот на кој другите те гледаат и најважно, начинот на кој ти самиот се гледаш себе си. Стравот од промена е природен и кога промената доаѓа преку телото, таа доаѓа одеднаш, како шок. Едноставните работи стануваат сложени. Одењето бара концентрација. Облекувањето бара време. Се изморуваш, а буквално не си направил ништо. Во еден момент доаѓаат мисли како зошто баш ова ми се случи? Кој сум јас сега во ова тело? Дали ќе можам повторно да ги правам овие работи? Дали ќе бидам прифатена или прифатен? Овој внатрешен диалог е сосема природен. Едно нешто мора да знаеме. Ние не сме слаби затоа што се плашим. Ние сме храбри затоа што се обидуваме. Прифаќањето на новата состојба не значи дека се откажуваме. Тоа значи дека си дозволуваме да живееме и во овој нов простор. Да, можно е да жалиме за тоа што сме можеле да го направиме претходно и тоа е човечки. Меѓутоа, доколку останеме заглавени во на вчерашното, го губиме она денес. Прифаќањето е првиот чекор кон адаптација. Тоа е првиот чекор кон нов план, нови цели, нова надеж, ново јас. Многу често, кога живееме со ограничувања, сакаме да се вратиме онака како што било. Но реалноста е, не можеш да се вратиш назад. Можеш да почнеш да се градиш повторно. Еве неколку мали совети кои што можат да ти помогнат во секојдневието. Пробај да пишачиш 10 чекори без да направиш пауза. Пробај самиот да ја закопчаш кошулата. Или пак пробај да станеш сам од креветот. А најважно, кога си фрустриран, пробај да останеш смирен. Овие мали работи кои што се повторуваат секој ден, го менуваат мозокот. И тука почнува вистинската трансформација. Можеби не можеш да трчаш. Можеби не можеш да ја користиш раката како порано. Но тоа не значи дека си изгубен. Затоа што идентитетот не е само во физичките способности. Идентитетот е во начинот на кој ти реално се соочуваш со нив. Можеби сега си поспор, но си помудар. Можеби тешко се движиш, но многу побрзо чувствуваш. Новата верзија на тебе не е помалку вредна. Само е различна. Ако оваа епизода те допре, знај дека не си сам. Јас знам дека телото не оди како претходно. И знам дека секоја промена е страшна, но верувај ми, полна е со потенцијал. Затоа што умот, љубопитноста, душата, тие се тука. И се силни, будни, живи.
Ти благодарам што си тука. А доколку познаваш некој кому ќе му значи ова и ќе му се најде, те молам, сподели го со него. Искрена да бидам, моето тело побара одмор, не само душата. И било кој човек со хемипареза или било каква друга промена, не значи дека не заслужува одмор. Напротив, доколку размислуваш за тоа, знај дека тоа е најхрабриот чекор што можеш да го направиш. Да застанеш, да земеш див и уопшто да не се чувствуваш виновен поради тоа. Јас ќе ја најавам мојата нова епизода веднаш откако ќе се вратам со наполнети батерии. А до тогаш, останете ми храбри. Не заборавајте. Не мораш да одиш брзо. Важно е да не застанеш.